Каква е моменталната состојба со оглед на тоа дека последната информација е дека повеќе нема забрани за движење на тешки товарни возила? Информациите кои што денес ги добивме како од регионалните центри за управување со кризи, така и од останатите надлежни институции, е дека сообраќајот низ целата земја се одвива отежнато, односно нормално во зимски услови. Забраните кои што беа воведени во утринските часови веќе се укина потполно сите, меѓутоа морам да потенцирам дека таа состојба е менлива од час во час во зависност од проценките на надлежните служби и еден апел до оние возачи на тешки товарни возила доколку решат да патуваат во овие неколку дена да се информираат во Автомотосојузот за забраните за движење. Инаку состојбата со патните правци кои што се одсечени, се уште постојат некои патни правци кои што се непроодни, се работи за села кои што се наоѓаат на повисока надморска височина и тоа во најголем број тие села се наоѓаат во општина Македонски Брод, понатаму во Струшкиот регион, односно областа Малесија, во Кумановскиот регион и во општина Чучер Сандево, оние села Танушевци, Бресте и Малино. Во овој период, односно во текот на денешниот период, како и во текот на наредниот период, ќе се пристапи кон расчистување и на овие патни правци, со оглед на тоа дека немаме екстремно ниски температури, како што тоа беше случај минатата недела. Тоа е една олеснителна околност на службите за полесно расчистување на патните правци. Каква е состојбата со бесплатниот телефонски број во вашиот центар за управување со кризи? Имаме ли зголемен број на повици од страна на граѓаните во Македонија? Во текот на денешниот ден имаме некои десетици јавувања на бесплатниот телефонски број за итни повици на Центарот за управување со кризи 195, меѓутоа претежно тие беа од информативен карактер, односно граѓаните се интересираат кои патни правци се проодни и дали некаде постои забрана за движење на патните правци. Инаку екипите остануваат мобилизирани со оглед на тоа дека се најавуваат и нови врнежи од снег. Екипите остануваат мобилизирани за да делуваат на терен доколку се појават одредени нови предизвици. Една препорака и до граѓаните да ги почитуваат оние мерки и препораки кои што ги даваат надлежните служби, задолжително носење на зимска опрема и да потсетиме на нашиот телефонски број повторно за итни повици 195 на Центарот за управување со кризи.